Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. Ова се најновите информации. Деновиве интензивно се работи на проширување на патот кон местноста Бањиче, на 2 километри од Тетово. Со тоа општинските власти се повеќе се доближуваат до реализација на замислата да има пат широк 6 метри и тротоар шеталиште се до местноста Бањиче. Тетовци ќе добијат шеталиште за рекреација до местноста Бањиче по сите стандарди. Во тек се градежните работи на патот кој води до изворите во рамки на втората фаза на проектот, наречен Тетово Бањиче Бродец на општина Тетово, во должина од 910 метри. Освен патот по кој непречено ќе се одвива сообраќајот во овој дел, ќе биде изграден тротоар се до Бањиче наменет за пешачење, а ќе биде поставено и улично осветлување. Ние прошлата година завршивме со првиот дел, значи околу 700 и нешто метри, со целиот проект. Сега почнавме со вториот дел на проектот, а треба да се почне и со третиот дел. Вториот дел на проектот има една должина од 910 метри. Патот има широчина, значи 3 плюс 3, значи од 6 метри и плюс шеталиште. Мислиме дека е крајно време Тетово да има едно шеталиште, значи стандардно шеталиште. Велам стандардно шеталиште, бидејќи овој потек ќе биде со тротоар, значи од тука каде сме престанале со тротоарот, значи тротоарот, шеталиштето ќе продолжува до Бањиче горе. До крајот на првиот дел во проектот немавме ние осветлување, меѓутоа поставивме осветлување. Сега во проектот немаме осветлување, значи до Бањиче, меѓутоа ќе видиме ако имаме можност, значи и осветлувањето да се ангажираме и за реализација на осветлувањето. Вториот дел на проектот ни кошта околу 40 милиони, значи денари. 20 милиони се од Агенцијата за рурален развој, а другиот дел е со кофинансија. Исто така и третиот дел кошта околу 34 милиони. Општинските власти најавуваат изградба на неколку потпорни ѕидови на местата каде е неопходно, со цел да се спречи лизгањето на земјиштето. Ќе имаме потпорни ѕидови. Во вториот дел ќе имаме две потпорни ѕидови. Едниот потпорен зид има должина од 140 метри, а вториот потпорен зид има должина од 130 метри, значи од долната страна, значи од страната на реката. Исто така ќе имаме потреба, значи и за еден потпорен зид од горната страна. Секоја година тука сме имале проблеми, значи имаме свлечиште, затоа ќе имаме потреба за еден потпорен зид и тука. Нормално дека многу е подобро, значи во целата должина да имаме потпорни зидови, меѓутоа можностите не ни овозможуваат, значи ќе одиме со потпорните зидови таму каде што е неопходно. Наскоро планирано е асфалтирање на 1700 метри од патот Шипковица Бродец. Пред 2 години беа асфалтирани 1600 метри. Со тоа се очекува комплетирање на проектот Тетово Бањиче Бродец во должина од 7 километри. Уште еден повреден пешак во сообраќајна незгода што се случила вчера на локалниот пат ТРЦ Глоѓи. Од почетокот на годинава досега во Тетовско се повредени 16 пешаци. 6-годишно девојче од село Пршовце завршило на скопските клиники поради сериозноста на повредите здобиени во сообраќајка во кој учествувало како пешак. Како што соопшти СВР Тетово, вчера попладне околу 18 часот и 20 минути на локалниот пат ТРЦ Глоѓи во Тетовското село Пршовце се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Honda Civic со тетовски регистарски таблици управувано 29 годишна тетовка и 6 годишно девојче од ова село. Повредени
повредениот пешак со такси возило најпрво бил пренесен во приватната амбуланта во селото, а потоа во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош со повреди на главата, девојчето итно е префрлено на скопските клиники, каде е задржано за натамошно лекување. По овластување на јавен обвинител извршен е комплетен увид на местото на незгодата и се работи на утврдување на причината и се друго поврзано со истата. Вчерашната незгода инаку една од повеќето кои се случија деновиве, а во кој учествуваа пешаци. Вчерашната сообраќајна несреќа со повредено девојче пешак во Пршовце е една од неколкуте кои последниве денови се случија на поширокиот Полошки регион. Или по-конкретно, само во текот на овој месец, на тетовските простори регистрирани се 3 сообраќајни несреќи со повредени пешаци и исто толку на гостиварските простори, но со 4 повредени лица. Или од почетокот на годинава до сега, на поширокото тетовско подрачје регистрирани се 16 повредени пешаци. Поради зачестеноста на сообраќајните несреќи со учесници, односно повредени пешаци, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите задолжително да ги пропуштаат, односно да им даваат првенство на пешаците на регуларни наменски обележани пешачки премини, но и воопшто на регионалните и локалните патишта на кои не постојат, односно нема тротоари и обележани пешачки премини. Доколку не постапуваат така, ќе се соочат со поднесоци и со глоби кои за овој вид прекршок се движат 300 евра во денарска противредност. Максимална внимателност исто така им се советува и на пешаците да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат, целосно, односно максимално да ја почитуваат постоечката светлосна и друга сообраќајна сигнализација и на тој начин да покажат и докажат висок степен на сообраќајна свест и култура. На родителите пак им се укажува да не ги пуштаат сами децата да се движат по улица или да ги применуваат улиците, да се изложуваат на непосредна опасност да бидат удрени од некое возило. Секторот за внатрешни работи Тетово изминативе денови реализира, односно спроведе, повеќе контролни активности во чие средиште беа пешаците, а реализираше исто така во пресед на изминатиот викенд и неколку сообраќајни поуки со пешаците прекршители. Максимална внимателност им се советува исто така и на пешаците, да не ги преминуваат улиците каде ќе стигнат, да ја почитуваат постоечката светлосна и друга сигнализација и со тоа да ја покажат потребната сообраќајна свест и култура. Во спротивно ги очекуваат поднесоци и глоби од 30 до 50 евра во денарска противредност. Под мотото Заштити, спречи, вакцинирај, од 24 до 30 април се одбележува Европската недела на имунизација. Во регионот на Гостивар опфатеноста на децата со вакцинација е на задоволително ниво, оценуваат лекарите, со апел децата да ги примаат вакцините по редовниот календар. Гостивар одржува висок процент на опфатеност на деца со вакцинација и покрај кампањите против вакцинирањето што изминативе години се појавија, најголемиот дел од родителите одлучуваат редовно да ги имунизираат своите деца. Годинава Европската недела на имунизација се одбележува од 24 до 30 април. Апелот на лекарите од одделението за вакцинација при здравствениот дом во Гостивар е децата да ги примаат вакцините според редовниот календар. Треба да се заштитат децата. Значи, штом државниот врв води сметка за заштита на нашите деца, значи тоа е за нивната добробит. Тоа е, значи, апелот треба да се заштитат децата, барем да се доближиме до полната заштита која нормално и имунолошкиот систем на децата ќе го помогне тоа, за да се превенираат епидемии и така натаму. Првата вакцина се прима уште во родилиштето во првите 24 часа од раѓањето на бебето, додека имунизацијата заедно со ревакцините се заокружува на 18 годишна возраст. Имунолошкиот државен календар, кој е задолжителна имунизација за деца од 0 до 6 и од 6 до 18, предвидува заштита имунолошки од многу заболувања, почнувајќи од БСЖ, хепатитис Б,
имаме морбили, рубеола, тетанус и до последната антитетанус адулт, што е за четврта година средно школо или поточно на 18 години. Исто така предвидуваат значи ревакцини кои се обредуваат според календарот, државниот календар. Европската недела на имунизација се одбележува по 11-ти пат под мотото "Заштити, спречи, вакцинирај". Граѓанската иницијатива под паролата Тетово протестира за утре вторник 26 април преку социјалните мрежи најавува јавен протест против одлуката на претседателот Иванов за аболиција. Протестот во Тетово доаѓа по 2 недели јавни протести во Скопје каде граѓаните искажаа незадоволство од одлуката за аболиција на претседателот Иванов. Вакви протести веќе се одржа и во други градови низ Македонија. Граѓанската иницијатива соопшти дека протестот во Тетово ќе се одржи во вторник 26 април, со почеток во 19 часот пред зградата на Општинскиот суд во Тетово. Освен за аболиција, иницијативата наведува дека се протестира и против општото поведение на власта и одлуките кои се носат во повеќе општински нивоа. Во Скопје протестите започнаа пред специјалното јавно обвинителство, со символика дека се дава поддршка на работата на оваа институција. Граѓанската иницијатива "Протестирам" во Скопје ги стакнаа следните барања: отпочнување на процес за избор на експертска влада, која ќе го подготви теренот за вистински слободни, кредибилни демократски избори, оставка на претседателот на Републиката, поради обид да ја попречи правдата и да ги аболицира криминалците, суспендирање на отпочнатиот процес на распишување на парламентарни избори. На протестите во Скопје граѓаните несогласувањата со работата на власта ја изразија со фрлање на боја јајца на објекти и згради, поврзани со проектот Скопје 2014. На граѓанските протести имаше и контрапротести организирани од организацијата ГДОМ, која поддржува работата на владата и бара избори на 5 јуни. Започна последната или страдалната недела пред Христовото воскресение. Со црковни песни и молитви во храмовите во Тетовско започнуваат богослуженијата во страдалната недела, денови кога православните христијани го обновуваат споменот на последните и најтешки денови од животот на Господ Исус Христос на земјата. Порадосниот ден цветници, кога илјадници луѓе го дочекаа славното влегување на Господ Исус Христос во Ерусалим, неделава се одбележуваат последните денови, најголемите маки и страдања на дарителот на животот. На Велика среда со преждеосвештена литургија утрината и со мало повечерие попладнето, во православните храмови во Тетовско се обновува споменот на светите спасителни страдања. На Велики четврток црквите од Тетовско-гостиварската епархија со утрена и Василиева литургија со чинот на маслосвет, читање на 12-те евангелија и изнесувањето на распетието Христово ги одбележуваат почетоците на маките на патот на Голгота. Велики петок е најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Господ Исус Христос на крст, денот кога е донесена пресудата Спасителот да биде распнат меѓу разбойниците. Во црквите се читаат царските часови и се изнесува плаштаницата. Попладнето во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово во 16 часот ќе се отслужи опелото на Господ Исус Христос. Велики петок е срамниот ден за човештвото, кој не го препозна својот собствен излез од сите животни проблеми, прековувајќи го Спасителот на крст. Велика сабота е ден кога Спасителот лежел во гробот. Тогаш во соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 8 часот ќе се служи литургија на Свети Василий Велики со вечерна. Истиот ден во 23 часот почнува трикратниот опход околу соборниот храм со пеење на Воскресение Твое Христе спасе и биење на сите камбани. Точно во 24 часот во соборниот храм Свети Кирил и Методи се објавува Христовото воскресение. Потоа следи литургија на Свети Јован Златоуст, чиноначелствувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Овие страдални денови до Великден, верниците постати со мислите се искачуваат со Господа на патот кон Голгота, сеќавајќи се на неговите големи маки, за во недела радосно да го дочекаат Христовото воскресение. На Великден во 17 часот ќе се отслужи вечерна богослужба, додека утредента на Светол понеделник ќе има едно црквие во храмот Свети Димитри. На Светол вторник во 7 часот ќе биде отслужена утрена со литургија на Свети Јован Златоуст, а на 6 мај е источен петок Балаклија, кога утрена со литургија на Свети Јован Златоуст со почеток во 7 часот ќе се служи во сите градски цркви во Тетово.
Пропадна првиот обид за избор на председател на судскиот совет. Двајцата кандидати од вкупно 13 гласови добија по 6, а едниот беше прогласен за неважечки. Согласно деловникот за работа, во вакви случаи предвидено е повторување на постапката за избор на кандидати. Иако најпрвин членовите се согласија повторно да бираат, сепак одлучија да ја презакажат седницата за утре. Кандидати за председател беа Лидија Каначковиќ, поранешен судија во Вишиот управен суд, и Зоран Караджовски, поранешен судија во Битолска апелација. Представници на политичката партија Левица на денешната пресконференција пред Основниот суд 1 во Скопје ги повикаа министерот и заменик министерот за внатрешни работи веќе да не поднесуваат кривични пријави против нивни членови. Тие и со повик до јавното обвинителство и до судијата кој решава по пријавите да не одредуваат мерки притвор. Предходно од Левица соопштија дека членот на раководството на Левица Здравко Савески утрово бил повикан на информативен разговор во полициска станица, пошто бил приведен и бил одведен пред јавен обвинител и судија во предистражна постапка со барање за определување на мерка притвор. Веројатно е обвинет за учество во толпа. Слични постапки биле покренати против неколкумина членови на Левица. Левица ги повикува своите членови да не одат да даваат искази во полициските станици. Српскиот премиер Александар Вучиќ прогласи историска победа на неговата Српска напредна партија на парламентарните избори. При тоа тој вели дека ќе го зачува курсот на земјата да стане членка на Европската унија. Србија ќе продолжи на европскиот пат и ќе се обидеме да го забрзаме, тоа рече Вучиќ. Според првичните резултати, неговата партија на десниот центар доби 49% од гласовите. Левичарската социјалистичка партија остана втора најголема партија во парламентот со скоро 13% од гласовите, додека ултранационалистичката радикална партија на Војслав Шешелј влезе во парламентот со скоро 7,5%. Првичните резултати од вчерашниот прв круг на председателските избори во Австрија покажуваат дека победил кандидатот на крајно десничарската партија на Слободата Норберт Хофер. Тој доби 36% од гласовите, а неговата кампања се засноваше врз антимигрантската и антиевропската платформа. Хофер во вториот круг ќе се соочи најверојатно со Александар Вадер Белен или со независната кандидатка Ирмгард Грис, поранешна судијка која би можела да стане прва жена председателка на Австрија. Вториот круг треба да се одржи на 22 мај. Председателот на САД Барак Обама повика на европско единство за време на денешната посета на германскиот град Хановер. Говорејќи на сајмот за индустријска технологија, Обама рече силна и обединета Европа е неопходно за светот. Обама исто така повика секоја членка на НАТО целосно да придонесе со својата партиципација во војниот сојуз, велејќи дека Европа понекогаш е безгрижна за својата одбрана. Тој изјави дека инсистира на самитот на НАТО во јули во Варшава сите членки на алијансата да преземат одговорност за безбедноста. Обама исто така ги повика европските лидери да ги одржат санкциите кон Русија во врска со нејзината улога во Украина, се додека Москва не ги исполни врските од договорот од Минск. Денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, дуваш умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од 6 до 11 степени, а дневната од 15 до 20 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд и релативно свежо. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 3 до 8 степени, а дневната од 12 до 18 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.